За ликовната колонија знам многу одавна, благодарејќи на тоа што кога дете живее во Прилеп, така да се познаена сум и со ликовната колонија и со сето она што се случува во Прилеп. Практично Прилеп во овој дел доаѓа како центар на светот од прилика во овие денови. Многу е битно да се знае дека ние уметниците покрај целата оваа работа околу нашиот труд во уметноста, во во ликовната умство, во војарството, многу е битно да се дружиме, да осознаеме нови светови, да се запознаеме меѓусебно, да поделиме искуства и мислам дека токму тоа го имаат луѓето што доаѓаат во Прилеп на оваа ликовна колонија. Нисам компетентна у смислу струке да говорим о колонiji, ali jesam kompetentna u ime organizatora jedne slične kolonije koja ima dugu tradiciju, 45 godina, a kako saznajem i kako sam bila u saznanju, još dužu tradiciju ima Prilepska kolonija. Ja sam prosto toliko utisaka danas ovdje stekla da bih teško mogla u par rečenica sve da kažem. Samo želim da naglasim da obavezno treba dati podršku ovakvim organizacijama, ovako divnim ljudima koji ulažu veliki trud da sve ovako rezultate postignu. Да, убаво е да се слушна дека еве толку години обстои оваа ликовна колонија, односно симпозиумот за мермер. Сето она што е оставено зад нас, од сите овие години, значи едно големо богатство на Прилеп и не само на Прилеп, на Македонија и на Балканот и на Европа. Искрено е гордост да се биде дел од овој симпозиум за мермер и ова Центарот за современа ликовна уметност во Прилеп. И еве јас како дел од оваа година како член на уметничкиот совет на Центарот за современа ликовна уметност во Прилеп даваме еден допринос да обстои и да продолжиме во едно подобро светло, едно подобро време, да направиме уште подобри, да дадеме уште поголеми естетски вредности на овој град. Учествуваа со дел од колонијата во хуманитарна аукција на слики, која беше сработена во организација на агенција Марили на тематскиот ден Дамада во март месец 2018 година и собраните средства ги дониравме во јавната здравствена установа Здравствен дом Прилеп. Така да, навистина сум почестена што сум вечерва еве гостинка, иако прв пат доаѓам на овој настан, доста долго сум слушала, сум ја поддржувала оваа манифестација, но сега еве ја направив таа чест да бидам и гостинка и нели со свое лично присуство да го поддржам овој проект и сметам дека треба да живее и да биде многу повеќе афирмиран. Значи чест ми е и јас како учесник на оваа колонија да работам. Колонијата е 10 дена овде претежно во мермер работат во претежно во мермерниот комбинат. Ние сме овде лоцирани по големиот дел на уметниците во Центарот за култура. Имаме одличен прием од самите организатори. Чест ми е прв пат еве јас како учесник со моје дело да работам и пред се и голема е дружбата и размената на искуства со останатите уметници. Претежно се и од Прилеп вратите ни се отворени и за соработка и материјали, се што ни треба, организаторот ни дава отворени раце да работим. Значи Центарот за современа ликовна уметност е една од најстарите манифестации во Прилеп со пиетет како најдобра. Значи Центарот за култура го сочинува сликарската колонија, интернационалното студио во пластика во дрво и мермерниот симпозиум, а покасно беше додаден и металниот дел. Извонредна манифестација со створени огромен број на дела, јас колку се знам околу 1500 дела, кои се распространети не само во Прилеп, на територијата на Македонија, а кога бевме заеднички живот кога имаме со бившата ни држава и низ југословенските простори. Како најстара ликовна колонија во југоисточна Европа, Македонија како држава, но и Балканот пред се уште од времето на поранешна Југославија треба да се гордеат со ваквите манифестации. Особено затоа што во сите премрежија кои што ги има поминато овој регион и нашата држава да се преживее со уметноста и од уметноста, треба да сте, народски кажано, махер, за да може човек да се гордее денес со она што сето го имаме изградено. Затоа што мислам дека уметноста многу падна
и дека треба да работиме на тоа токму преку ваквите организации да ги кренеме повторно на ниво на каде што треба да бидат. Прво најнапред сакам да им честитам, да им го честитам јубилеот, да честитам секоја година што ја славиме. Прв пат сум овде и јас од името на Театар Комедија, како директор на Театар Комедија и како актер ги поддржувам сите вакви манифестации од секаков аспект, поддршка говориме, и им честитам на организаторите и сметам дека се многу важни за нашето општество, бидејќи досега културата беше ставена во некои рамки. Културата не треба да биде во рамки. Културата е широка и отворена како и небото. Така да јас сметам дека и ова манифестација овде, и овој јубилеј е токму таков и затоа и сум присутен. Навистина е тажно зашто се забораваат овие уметнички колонии, зашто пред се на овие колонии се оставаат многу значајни дела уметнички и се збогатува градот со уметнички дела, но за жал никој не им оддава доволна почит и внимание. Но за среќа се надевам дека во иднина градот и државата ќе посвети повеќе внимание и ќе им оддаде почит и нели финансиски и медиумски од секаков аспект. Кад има нека приредба која се одржава дуго години, сваке године, тоа е велик напор, тоа е велико умеќе и треба да се стварају содржини кои привуку луѓе и гости и страни. Така ево, ја вам за ово честитам, јас сум сад други, треći put u Prilipu kao slovenski ambasador, prošao sam više puta, a moram da kažem da me na vaše mjesto veže jedna velika uspomena jednog velikog Makedonca iz Prilipa, Ljuben Dimkarovski. On je sa 19 godina otišao u Sloveniju, završio muzičku akademiju i bio je 40 godina svirao trubu u našoj operi. Mi smo bili veliki prijatelji i meni je bilo zaista žao da nismo mogli zajedno doći vamo. On je umro augusta 16. Ja sam došao vamo septembra. Ljuben je bio veliki čovjek, veliki poeta, virtuos i on je možda jedan od najboljih ilustracija kako veliko je prijateljstvo između Slovenije i Makedonije. Evo. Преди се вечерва сакам да ги поздравам сите присутни кои што дојдоа тука вечерта во Националната установа Центар за култура Марко Цепенко. Тука со почеток од 21 часот вечерва прославуваме еден огромен јубилеј, 55 години од скулпторскиот симпозиум Мермер. Иницијатор, односно главни виновници за отпочнување на овој скулпторски симпозиум се професор доктор Бошко Бабич и академскиот сликар Ристо Лозановски. Ова е една огромна идеја, визија, која што на сите ни представува чест и задоволство, посебно еве мене, што минатата година прославивме 60 години од првата интернационална сликарска колонија, годинава веќе прославуваме 55 години од скулпторски симпозиум, а веќе наредната година прославуваме 25 години од интернационалното ателје за скулптура во метал. Ова година Центарот за современа ликовна уметност слави 55 години од своето постоење. Тоа е единствен ваков тип работилница што го прави во државата и мислам дека тоа представува гордост за Република Македонија. Овие дела, вајарски дела што ги прават уметниците години наназад, представуваат како отворена галерија во градот, затоа што секогаш се представени на плоштадите, на плоштадот во градот, на плоштадите во другите градови, пред Домот на културата и така натаму. Мислам дека годинава имаме повеќе уметници, повеќе странски држави од Република Србија, Република Хрватска, од Кралството Шпанија, така да ова меѓународна колонија која што години наназад учествува со своите вајарски дела ќе продолжи и понатаму.